Почитуван министре, почитувани пратеници колеги, за жал само тројца присутни, и тоа од ДУИ, и другите останати пратеници од ВМРО ДПМНЕ, кои што одлучија денес да зборуваат гласно, односно да се обидат да зборуваат со гласот на разумот, за да можеме во Република Македонија да направиме едни заеднички црвени линии и да може да се усогласиме конечно во врска со заедничките ставови за напредокот на нашата држава, особено кога станува збор за евроинтеграциите. На денешната оваа комисија слушнавме многу убави збори ЕПП од страна на министерот и сето тоа е легитимно право да си направите една ваша реклама за вашето подолгогодишно работење. Меѓутоа, знаете како, кога ги извадивме овие предлог заклучоци, наеднаш мистично оваа сала се испразни, иако претходно беше полна и со новинари, беше полна и со пратеници, заинтересирани луѓе кои што сакаат да слушнат за што станува збор денес. Меѓутоа, еве наеднаш оваа сала се испразни и наеднаш министерот ретерира, односно кажува дека не сме спремни да гласаме било какви заклучоци. И сето тоа е во ред, доколку сите би биле пораснати во едно семејство во кое што зборот е збор. Например, јас сум порасната во патриархално семејство и дома од секогаш важела една девиза или една реченица во која што глава кршам, ама збор не кршам. За жал, во оваа држава ние видовме како луѓе ветуваа, зборуваа, ја држеа раката на срцето, да не им се гази по жицата и да не им се гази по црвените линии. Меѓутоа видовме дека во оваа држава еден ден се зборува едно, друг ден се зборува друго. Пред македонската јавност се кажува една вистина, пред бугарската јавност се кажува друга вистина, пред српската јавност се кажува трета вистина и секаде во секоја различна земја каде што се оди се кажува некоја друга вистина под превезот на тоа дека никој нема да дознае во оваа држава или на крајот се удвараме за некакви си евроинтеграции, кои што да се многу битни, меѓутоа ние сите заедно овде треба да видиме кои се нашите црвени линии, и заедно во ова собрание како највисок законодавен дом, заедно да ги донесеме за да можеме, еве, ако не на збор, да веруваме барем на некаков потпис или на некаква заедничка согласност. И во овие предлог заклучоци кои што денес ги имаме пред нас, нема ништо ново. Имено во своето обраќање денес министерот кажа дека имаме загарантирани јазик, загарантирани идентитетски прашања, меѓутоа кога ги ставаме истите на хартија, кога ќе ги преточиме истите во предлог резолуција, затоа што еве имаме декларација која што е усвоена од страна на бугарската држава, треба ние како држава, ако сме држава, да возвратиме, ако ништо друго, барем на сличен или на ист начин. Ако се интересираме за заедничките национални интереси и ако навистина го кажуваме тоа што го мислиме, а истото го реализираме понатаму во нашите дејствувања, нема да биде никаков проблем ваквите предлог заклучоци денес да ги изгласаме, ваквите предлог заклучоци денес да се изјасниме дека се во ред и утре заеднички да донесеме на резолуција која што ќе представува конечно нешто заедничко на сите граѓани на оваа држава, дека да, во ваквите преговори нема да бидат погазени ниту македонскиот национален идентитет, нема да бидат погазени ниту јазикот, ниту културата, ниту историјата, и тогаш дури да веруваме дека она за кое што преговарате вие, кое што е толку многу тајно, за кое што еве никој во оваа држава не знае, нема да излезе од рамките на нормалата и стане нешто на кое што утре сите ќе го негираме, ќе се срамиме и истото нема да донесе заеднички напредок. И немојте да се чудите што излегуваме изминатиот период на некакви протести. Додека
Сите присутни во салата чепкаат под своите телефони, гледаме колку се битни и националните интереси, гледаме колку се битни тоа што го мисли, што го чувствува, што го сака народот, затоа што единствено ви е битно да направите една пропаганда овде, да го пополните денот, да кажете дека барањата на опозицијата да биде присутна тука министерот денес меѓу нас е исполнето, а суштински ништо повеќе од гол популизам. За жал. Ви благодарам.